Впечаток е дека посетата на Хојти донесе поместување во политичкиот процес, барем на реторичко ниво. Ова се однесува пред се на ставовите на претседателот Ѓорѓе Иванов. Тој побарал од САД, како стратешки партнери на Република Македонија, да помогнат за да се отстранат пречките и да се овозможи парламентарното мнозинство да го добие мандатот. Исто така, Иванов бара од лидерот на СДСМ да го исполни, како што вели, јавно искажаниот збор дека заедно со коалициските партнери ќе дојдат кај него и ќе обезбедат гаранции за зајакнување на унитарноста на државата и дека се ќе биде во согласност со Уставот на Република Македонија. Посетата на американскиот дипломат ја следеше колегата Владимир Мирчевски. Владимир, што се главните пораки од изјавата што ја денеска ја даде во Скопје? Васко, ако се сумира, би можеле да ги ставиме во една група од 3 до 4 пораки кои што ги испорача заменик помошникот државен секретар Хојти. Првата е дека САД силно ја поддржуваат евроинтеграцијската определба на Македонија и враќањето на земјата на вистинскиот интеграцијски пат. Втората е дека Соединените американски држави силно го осудуваат насилството во парламентот кој што се случи, како што ти го нарека, кукавичкиот напад врз некои пратеници поради легитимниот избор на нов претседател на собрание. Исто така, другата или третата главна порака која што испорача Хојти беше дека според Вашингтон, според проценките на Вашингтон, еден од главните начини, може да се каже главниот начин за излез од оваа политичка криза која што според ги трае повеќе од 2,5 години е брз избор на нова влада. Според ги, сите проблеми кои што постојат меѓу партиите и помеѓу лидерите мора да се решат натре во собранието. И во ниту еден момент не го спореше изборот на Талат Џафери за нов собраниски спикер, тој се повика на изјавата која што ја даде американската амбасада непосредно по изборот на Талат Џафери за нов собраниски спикер, а исто така се повика и на поддршката која што стигна од другите европски центри по изборот на Џафери за нов претседател на собранието. Меѓутоа, еве што поточно изјави ги. You will have noted that the United States has stated publicly that it will work with the Speaker of Parliament, Mr. Safari. Also, the European Union has indicated the same, as has NATO and Berlin. So we are not the only country that believes that Mr. Safari should be given every opportunity to demonstrate the leadership necessary to begin the steps necessary to form a new government program that will move the country ahead. Who specifically authorized your visit here from the State Department? Mr. Yi. Excuse me, I called. I'll take your question next. Yes, but our president repeat again that the document from Tirana is the problem for forming a new government, and the process is blocked with the money. Because of the Tirana program. Yeah. So, as I mentioned earlier, we understand there is a difference of opinion among parties about what the priorities of the new government should be. And this is normal for any country that is facing a number of challenges, including how it can come closer to European Union and to NATO. More importantly, how it can create more jobs and opportunities for its young people. The proper place to have this debate is in the Parliament. So if any political leader has concerns, has views, has objections, he or she should either express them in the Parliament, if he or she is a member of Parliament, or to make sure that his or her representatives are informed about what their concerns are. But we see no reason why the majority in Parliament should not be given the opportunity to try to form a government and to have this debate in Parliament where it belongs. Next question, sir. Right here. I asked you because somebody from the embassy did not clarify the question. Who specifically authorized your visit? Was it some specific person higher than you? Was it yourself? Was it the invitation? So my name is Hoyt Yi. I am the Deputy Assistant Secretary for Europe. And I think all of you know that the United States government is a serious organization, that we work on basic bureaucratic principles, especially when they are involving the relations with foreign governments, that they are based on this principle that the leadership, the responsible authorities are aware of and approve of what the people below them are doing. And that is the case with my visit here. So you don't have a Did you specific name. receive
Thank you. Did you receive guarantees from VMRO that there will be peaceful transfer of the power from Gruevski? In all of my meetings today, I was pleased to hear from every leader, every representative, their commitment to a democratic, unitary state and to the basic democratic principles of a peaceful transfer, of peaceful resolution of conflicts, and of finding solutions that will be inclusive, that will not leave anyone outside, will not leave anyone isolated, will bring the country together, and more importantly, that will move the country towards the goal that all of the citizens, at least it appears to me, share, which is a future in Europe. Еве ова беа пораките од високиот американски дипломат, дадени доцна попладнето во Скопје. Владимир, ти имаш свој соговорник со кого ќе анализираш пораката на ЈИ, но исто така и соопштението од кабинетот на председателот Ѓорѓи Иванов, кое што остава најголем впечаток денеска. Да, токму така, Васко. Со мене е Андреа Стојковски од Евротинк Македонија. Господин Стојковски, како е вашиот впечаток по изјавите кои што ви имавте, може да ги слушнете овде од Хојти, што и донесе тој на Македонија денеска и во текот на вчерашниот ден? Па веројатно најголемиот успех е ретирирањето на председателот од неговиот став. Бидејќи самиот во изјавата која што беше објавена подоцна на веб страната на председателот од кабинетот го осуди нелегитимното постапување или нелегалното постапување кое што го прават како пракса, а подоцна станува легално или легитимно, зборувајќи веројатно за своите постапки одбивањето да му го даде мандатот. Веројатно зборуваше и за филибастерот кој што се случуваше во собранието 20 и кусур дена. Зборуваше за потребата или ретирираше во својот став дека не треба да имаме посредници, дека треба да ги наоѓеме решенијата внатре. Тоа беше пред 2 дена, односно вечерта во четвртокот на 27 денеска ги повика САД како стратешки партнер на државата да се вклучат во и да помогнат во надминувањето на сите постоечки пречки за доделувањето на мандатот, односно за изборот на новата влада. Токму тој момент е многу интересен. Тој побара помош асистенција од САД за да се отстранат пречките за новото мнозинство да го добие мандатот. Како тоа може поконкретно се толкува? Добро, можеме да го гледаме тоа на двете страни, како барање да помогне САД како стратешки партнер на држава да го заштити негово доделувањето на мандатот, ако се чувствувал загрозен, ако не го додели, односно ако го додели мандатот, може да се толкува исто така како обид да се изнуди вмешателство или изјава од страна на САД кој во поддршка, односно во осуда на тиранската платформа, на заедничката изјава на албанските партии. Исто еден многу втори интересен момент од неговото соопштение, од соопштението на кабинетот на Иванов е каде што тој ги поканува лидерите на мнозинството да дојдат кај него и да го уверат, најдиректно да му презентираат гаранции дека се посветени на унитарниот карактер на Македонија. Добро, мислам дека за тоа ќе мора да почека, затоа што од ова што го слушнавме сега на крајот, точно е дека во една демократија може да има различни размислувања или да се бараат некакви уверувања, меѓутоа во оној момент кога ќе имаме нова влада и која што ќе почне да имплементира својата програма, ќе може и председателот да го каже своето, да не го потпише указот за прогласување на одреден закон ако смета дека не е во согласно со уставот или ако смета дека е нарушување на унитарноста на државата, а меѓу другото и парламентарната опозиција да зборува, да изнесува спротивни аргументи на мнозинството. Председателот нема такво овластување, мислам дека во тоа нема никој да излезе и да му помогне да ги обезбеди кај себе парламентарното мнозинство, лидерите на парламентарното мнозинство како гаранција за нивната програма.
програмата треба да биде представена во парламентот и тоа треба да биде доволна гаранција за председателот. Дали вашиот впечаток е дека подденешната изјава на ЈИ сопштенијето од кабинетот на Иванов, Македонија е поблиску до разрешница на кризата? Добро, имаше уште неколку работи кои што се спомена на последнава изјава од господинот ЈИ околу функционирањето на државата, околу можноста да бидат задоволени сите потреби на граѓаните. Мислам дека тоа кажува дека во наредниве десетина дена Македонија ќе има нова влада. Благодарам многу. Благодарам. Васко? Да, добро, еве чувме некаква првична анализа на она што како порака и соопштение од кабинетот на председателот Иванов стигна денеска. Ова е, би рекле, американската страна и поглед на последните случувања во Македонија. Владимир, ти имаш интересни созданија и затоа како техничкиот министер за надворешни работи Никола Поповски во петокот поминал на Малта, каде беа собрани шефовите на дипломатиите на земјите членки на Европската унија заедно со министрите на земјите кандидатки, вклучувајќи ја и Македонија. Да, Васко, информациите на 360 се дека Никола Поповски не поминал баш најпријатно на состанокот во Малта. Поточно тој имал една средба од 15 минути со шефот на германската дипломатија Зигмар Габриел, која што МНР воопшто не ни обелодини, не соопшти дека имало таков тип на средба и какви биле пораките кои што му биле пратени, а исто така во петокот шефот на германската дипломатија даде и јавна изјава со една силна осуда за настаните во Македонија и за текот на ситуацијата. Никола Поповски пред шефовите на европските дипломати и земјите кандидатки во петокот во Малта го осудил насилството во собранието, но обвинил дека го испровоцирале СДСМ и парламентарното мнозинство. Поповски рекол дека изборот на Талат Џафери за спикер бил намерно темпиран во момент кога пред собраниската зграда има демонстранти. Најжесток одговор добил од шефот на германската дипломатија Зигмар Габриел, дознава 360 од европски дипломатски избори. Подоцна германскиот министер го трнал настрана Поповски, со кого на само разговарале 15 на минути. Овој момент не се споменува во официјалното соопштение на македонското МНР, кој информираше за билатерални средби на Поповски со министрите на Австрија, Грција и Унгарија, Курц, Кодзија, Сијарто, но не и за разговор со Габриел, кој во Малта и јавно ги осуди настаните во македонскиот парламент. Доживеавме сега во Македонија, кандидат за прием во Европската Унија, да се упадне во собранието, да бидат удирани пратеници и таму да владее атмосфера, која воопшто не е спојива со она што ние го очекуваме во Европа. Таму треба сега конечно да се формира влада, бидејќи имаше демократски избори. Тоа што досегашната владеачка партија го одбива тоа, што нејзини преврзаници упаѓаат во собранието, удираат пратеници, воопшто не е прифатливо. Ова мора веднаш да се смени и мора да биде јасен сигнал од овде, од Малта. Меѓу 28-те шефови на европски дипломати, очекувано во одбрана на Поповски застанал Петер Сијарто, министерот за надворешни работи во владата на Виктор Орбан. Ставот на Унијата за настаните во Македонија можеби најдобро го покажува местото што го доби Поповски при заедничкото фотографирање на министрите во Малта. А уште подобро, ова студено добре дојде од Федерика Могерини.